Пратеничката не постави дополнително пратеничко прашање, затоа одиме со следниот пратеник. Мерал. Следен за поставување пратеничко прашање е Илир Хасани, бидејќи не е тука, продолжуваме со Поставување пратенички прашања е пратеникот Дејан Продановски, кој го молам да постави пратенички прашања до членовите на владата. Повелете. Почитуван председателе на собранието, почитувани членови на владата, министри, заменици министри, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Ја користам приликата која што ја дава оваа седница да поставам неколку прашања. Овој пат моите прашања ќе се однесуваат на Министерството за финансии, односно до Министерката за финансии. Провејуваат особено низ јавноста темите за јавниот долг, за реализацијата на капиталните инвестиции, за царините кои што долго време беа споделувани, па и така ми се конципирани прашањата и верувам дека ќе бидат од интереси на јавноста и информациите кои што ќе ги добиеме ќе разјаснат некои теми кои што ги имаме и кои што еве стојат како облак над нас. Првото прашање би било: како влада најавивте политики и мерки кои ќе ги спроведувате, а се директно или индиректно поддршка на македонската економија. Како една таква мерка е и најавата за пониски царини за 70 производи, за кои царината ќе се намали за 50% од 1 јули, а 50% понатаму во текот на годината. За кои стоки се однесува намалувањето и што ќе значи тоа за компаниите? Беше долго зборувано во јавност ова прашање и сметам дека вие како министар за финансии треба да ни појасните на што се однесува ова и во која насока би одела оваа мерка. Понатаму, она што значи реализација на инвестиции кои се поврзува во јавноста со јавниот долг особено, последните податоци за нивото на јавен долг објавени од Министерството за финансии покажуваат дека тој е под мастришките критериуми, односно под 60%, и дека е намален за 4,7% поени во споредба со крајот на годината. Има раст на индустриското производство за 5,2% и раст на просечната нето плата од 10,5%. Овие индикатори, наспроти обвинувањата на опозицијата, покажуваат дека навистина нашава економија се движи во позитивен правец. Од тука сакам да ве прашам дали владата ќе опстои на ваквата определба и во наредниот период, имајќи ги во предвид најавените инвестиции во големи инфраструктурни проекти и дали ќе може да се обезбеди на економскиот раст согласно ова што е како економски индикатори. И третото мое прашање: каква е состојбата со реализацијата на капиталните инвестиции? Прашање кој изминатите години некако се одбегнуваше да се постави поради политиките на една претходна влада која имаше поинакви приоритети од она што го гледаме сега. А за волја на вистината и ова прашање и денес е отворено и владата е под сериозен напад дека е слаба реализацијата на капиталните инвестиции. Под тука сакам еве ова прашање да биде како акцент на користењето на ова мое деловничко право. Ви благодарам.